Добар ден, минути за вестите од културата. Хуманитарен концерт на светски познатиот виолинист Роман Симовиќ во чест на жртвите од трагедијата во Кочани се одржа на 29 април во камерната сала на Македонската филхармонија. На концертот публиката имаше ретка можност да ужива во изведба на дела од Бетовен, под палката на маестро Симовиќ и оркестарот на Феймс институтот, составен од млади, исклучителни музичари од различни европски земји. Симовиќ е еден од најценетите виолинисти на нашето време, со богата солистичка и оркестарска кариера. Тој е концерт мајстор на Лондонскиот симфониски оркестар и настапувал на некои од најпрестижните сцени во светот. Свирамо генијален програм, свирамо седму симфонију Бетовена и негов виолински концерт. Тоа со апсолутно овако, тоа е врхунец оркестарске литературе. Кад причамо о класичној музици, мислам да е тоа некако, ја увек размишлям, наравно Бах, али ту е увек Бетовен, некако Бетовен е ступ свега. И tako da je vrlo emotivno sve ovo za mene, radi se na jako visokom nivou, već nedelju dana spremamo ovaj koncert i jedva čekamo da bez dirigenta sve to pokažemo makedonskoj publici i da ljude makar na trenutak odvedemo na neko bolje mjesto, mislim. Koliko je god to moguće, mi ne možemo da ispravimo veliku tragediju, ali možemo makar na trenutak da skrenemo misli ljudima sa ovom nebeskom muzikom. Старата сала на задружниот дом во Владимирово доби нов живот и ново име. Ванчо Чавдарски, во чест на маестро Чавдарски, диригентот со светска слава, кој што гордо ја носеше Македонија на светската културна сцена. За само 70 дена со здружени сили на мештаните и сите што потекнуваат од Владимирово. Салата беше целосно возобновена. Свеченото отворање беше проследено со концерт на камерниот оркестар Скопски солисти, предводени од виртуозот на обоа професор Васил Атанасов, со специјален настап на баритонот Борис Трајанов, несекојдневен настан за Малешевијата. Под диригентската палка на Ангел Спировски пред бројната публика беа изведени дела од европски и македонски композитори. На 29 мај, на празникот Вознесение Христово Спасовден, во оваа сала ќе се одржи првиот Фолк Фест Владимирово 2025. Со богата музичка програма беше одбележан 30 април, меѓународниот ден на джезот. Кај нас централниот настан се одржа на две локации, во паркот Ибни Пајко и во Македонскиот народен театар во Скопје, во организација на Националниот джез оркестар. Поздрав до сите ваши гледачи на телевизијата Алфа. Као што знаете, 30 април по 9 пат во наша организација го правиме фестивалот Today It's All About Jazz или Денес е джез по 9 пат. Она што е значајно, оваа година во МНТ имавме концерт кој имаме Брайан Марсела, американски пианист, кој што концертот е посветен на 30 години остварена билатерална соработка со американските држави и Македонија. Потоа овде во паркот Ибни Пајко настапуваат Боја Цветковиќ, Јојо бенд од Бугарија. Потоа имаме мешани состави кои што се нашиот млад музичар Кристијан заедно со американски и словенски музичари. Потоа имаме уште едно австриско трио, заедно со нив ќе настапи солистката од Куба. Малце гласно е, не е важно. Така да, тоа е од прилика, сметам дека оваа година имаме фина програма и да се благодариме на гледачите и на сите останати кои што не поддржуваат, да продолжиме со нашата убава работа, како што правиме до сега, веројатно.
Саемот на книгата годинава ќе се одржи од 8 до 14 мај по 37 пат. А како и во последните неколку години е лоциран во арената Борис Трајковски. Во 7 дена посетителите ќе можат да ги посетат штандовите со книги од домашни и странски автори на повеќе издавачки куќи, кои ќе излагаат оваа година. Мотото на Саемот за книга 2025 е храна за душа. Како што најавуваат организаторите, и оваа година Саемот на книги ќе понуди богата програма за деца и млади. А ќе бидат организирани и специјални посети за најмладите љубители на книгата од основните и средните училишта. Саемот на книга ќе може да се посети од 10 до 20 часот. Со ова информација го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание.